Во ресторан Грација вчера по 21 пат се одржа традиционалната манифестација Пифтијада. По избирање на новото кумство беа оценувани пифтиите на надпреварувачките кои што беа пријавени за учество во Пифтијада. Прво наградена е Кристина Димитриевиќ, а како второ најдобро оценета од стручното жири е пифтијата подготвена од сестрите Евгенија Стошевска и Маријана Петровска од Куманово. Многу сме задоволни. Прв пат учествуваме во наградната игра. Сега, како да ви кажам, како се прават питиите, сите знаат. Меѓутоа, ако сакате да објаснам... Така, па сигурно има некоја специфика, сигурно имате некој... Нема ништо специфично. Убаво се измијат нозете, месото се става да се варат. Сега колку се варат, знае се колку месо ставиш, толку вода, толку се вари, толку сати се вари. Потоа се процеди се издвои месото, се стави лукче, се засипува со водата и се остава да се фатат питиите. Мојата питија беше, нашата питија беше најубава и освоиме прва награда патување на Попова шапка. Сме били и на други манифестации, на вешта жена, на... Куде не викнеш? Да, вака. На забави, да, на забави. Не, еднак. Би пожелала на сите да дојдат, да учествуваат. Пифтијада оваа година ја организираше Сдруженијето Екогард и ресторанот Грација. Пифтијата беше во центарот на вниманието денеска. Имавме надпреварувачки карактер, имавме околу 14 учеснички кои што со своите пифтии се покажа со знаење и умење, беа наградени трите прво пласирани, најдобро рангирани. Во останатиот дел имаше дегустација на пифтијата како традиционално наше јадење, имаше културно-забавен дел и останато беше дегустација на пифтија и останати јадења во ресторанот Грација. Кој ги оценува пифтиите? По изглед и по состав, да. По состав, изглед и нормално, најнормално е како изгледаат првично, потоа стручната комисија од ресторанот Грација ги оценуваше по сите останати критериуми и мислам дека најдобрите ги однесо победата. Беше масовно и мислам дека има интерес за ваква манифестација кај народот, затоа што ова традиција се одржува со векови и се надевам дека ќе продолжи понатаму со овој. Имаше гости од Србија, имавме од другите градови, така да мислам дека наредна година ќе има меѓународен карактер, зашто се залагаме ние како здружение и другите останати организатори. Севкупната атмосфера по повод Водици беше збогатена со богата културно-уметничка програма од играорните групи на културно-уметничкото друштво Панче Пешев од Куманово. Свој придонес за успешната реализација на Пифтијада даде и кумановецот Драге Миленковски. Ме интересира така дрводелството и некои други работи во историјата и почнав да се занимавам со делкање на дрвциња, изработка од дрво на разни видови на производи. Во последно време, 4-5 години, повеќе се осврнав на птиците. Користам почнам со се и се што, со секакви боички фарби, што ми се најде при рака. Битно е разбарството, битно е да се оформи производот, а после фарбањето може и со акрил, може и тек влегувам во уметноста, може да имам некој така талент за уметност, добро цртам, добро сликам, сакам и разбарање. Ниту сум се рекламирал, ниту сум излегал да продавам, нити ме занима за да заработам од нив. Сакате само да ги промовирате своите производи? Ја сакам малку и уметнички да се промовирам, дека тоа вреди и имам похвала од многу на... Кај што сум бил, од моите производи има и во Австралија, и во Австрија, и секаде, Црна Гора, Београд. Не кршче, скаличка или јарем за волови, она да биде наместено, да биде изделкано и сложено, тоа е одзема многу труд и волја, али мене ми е задоволство тоа да го работам. Сдруженијето Екогард во наредниот период планира да ја продлабочи соработката со граѓански организации и здруженија од соседните држави, со што манифестацијата би добила помасовен и меѓународен карактер.